Марковски, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од проектот на Гламур и се надевам дека ќе имаме убав разговор. Ви благодарам на поканата. Со Гламур ме врзуваат убави спомени, секогаш позитивно известувате, така да со задоволство ја прифатив поканата. Во мај беше вашето последно предавање на медицинскиот факултет на вашите студенти по предметот инфектологија. Претпоставам дека емотивно го доживеавте моментот, со оглед на тоа дека беше последно предавање, а уште повеќе што навистина сте омилен професор меѓу вашите студенти. Ви не достига ли вашата професија од денешна перспектива? Многу малку време поминато, бидејќи јас, во мај беше последното предавање, меѓутоа по закон останавме до 30 септември, така да 2 до 3 недели. И секако дека ми недостасува од аспект што навистина таа работа каде што треба да пренесеме знаење е една благородна работа и со љубов ја работев, бидејќи немавме друго ни оправдување првите години кога се работи нели за УГД-Штип. Првите години платите беа многу ниски. Така да во било која средина, ординација и така натаму, неколку пати повеќе ќе земавме повисока плата. Меѓутоа, ете, сакав да на тој начин да се обучат нели многу повеќе студенти, да се многу повеќе доктори, одредена доктрина да се спроведе, особено од инфектологијата која по мене е доста значања, особено за матичните доктори, за општите доктори. И секако овој прекин малку неочекувано за мене, емотивно неочекувано, бидејќи мислев дека имаше примери кога одредени професори, бидејќи во медицината одредени струки нема многу на број професори, да како пензионери бидат ангажирани по 2 по 3 години, постои законска основа. Меѓутоа, ете така се случи, па да видиме кој ќе биде замената. Инаку, студентите, категорија на студенти, иако важев за строг професор, кој ги бутка, меѓутоа, они почитуваат. Они сакаат луѓе кои се сериозни, сакаат да бидат навистина оценети, не сакаат да добијат оценка чисто нели ради реда. Дури јас многу пати го кажувам примерот од првото предавање кога отидов таму во Штип. После предавањето група од 10-15 најдобри студенти побараа состанок со мене и ми рекоа: професоре, ние сакаме да не испитувате и да не буткате. Зошто? Затоа што ние многу испити положивме каде што не бевме прашани и ние не знаеме дали сме спремни за пред пациент. И тоа некако се совпадна со мојата концепција, со мојата филозофија на живот. И драго ми е што јас успеав тој критериум од првата до последната сесија да го одржам, да навистина сериозно секој студент го испрашам и секој студент што положил инфектологија да знам дека може да го пуштиме меѓу народот и дека ќе биде добар доктор и дека може да ги лечи луѓето. И сето тоа студентите, односно позитивен фидбек иде и од многу лекари кои, да речеме, пред 7-8 години дипломирале 9, можеби не знам и 10, кои сега пак исто кажуваат дека некои работи навистина ги научиле и навистина особено важно за секој професор и за секој наставник е да ги учиш студентите или учениците на тоа што ќе им треба во живот. Бидејќи професорот е тој кој насочува. Вие можете да му предавате цела година материја која е важна, меѓутоа процентуално само одреден мал број на луѓе се разболуваат од таа болест, да вие ја удрите тежината таму и да идните лекари да всушност или учениците во другите школи да од тоа знаење немаат голема корист. И мислам дека тука беше оптимално поставено да им ги предавав од
големо искуство, нели, работите кои навистина ќе им требаат и со кои ќе се среќаваат секојдневно и сигурен сум дека е така и потврдија многу од лекарите дека навистина тоа што сме го учеле, што сме се спремале, дека се спремни и дека можат да одговорат на тие задачи. Во брак сте со Евгенија повеќе години, мислам че имате 2 дечиња. Да. Сте говореле, нели, приказната ваша како започна се околу љубовта. Меѓутоа би сакала вака и пред камера да ми кажете што беше тоа посебно што се случи со Евгенија и со што ве освои таа? Мислам дека сериозниот пристап кон врската, почетта кон мене и јас кон неја, што имавме еден кон друг, без разлика на разликата во години, меѓутоа ние се почитувавме како личности. И мислам дека беше пресудно незината сериозно зрелост во врската, без разлика на годињето, она се однесуваше многу зрело. Сите и незиниот карактер, значи ние поминаа години за да јас сватам, чекај, па ние се немаме скарано. Што нели било која врска и нема гаранција дали ќе бидете со помлада или повозрасна или иста возраст, дали тоа ќе трае и колку ќе трае и како ќе оди врската, дали ќе биде постојано со некакви надитрувања, кавги, надмудрувања и така натаму, или ќе се создава. И јас мислам дека 3 години поминаа, ние како бевме во врска, нормално секоја врска на почетокот не планираш, нели, особено што беше и за мене беше голем проблем, разлика во години, како ќе прифати средина, семејството, најблиските. Меѓутоа, како поминуваа годините, јас се најдов дека сум исполнет и сепак од моето искуство исто така, нели, предавам и предмет сексуално преносливи болести, каде што ги знам тие хормонални односи во една љубов, нели, таа хемија. Објаснете ни за тие хормонални односи. Па вака вика, сега накратко, значи тестостеронот е тој што е клучен во една врска покрај другите хормони на среќа, меѓутоа тестостеронот кога ќе се заљубите во одредена особа, тој кон таа особа, нели, кај машкото се намалува, кај женското се зголемува. И тоа е тој што ја држи тој занос или, нели, заљубеност. Од наука е познато дека помеѓу 3 до 5 години се враќа тестостеронот на претходното ниво, што значи дека тие врски најчесто меѓу 3 и 5 години завршуваат ако нема нешто друго сега меѓу тие, нели, партнери, другарство, бизнис, семејство да ги одржува. Зборот ми беше дека сепак последната одлука дали ќе продолжиме така во некаква си врска, нели, каде што не знаеме иднината дали ќе заврши, најверојатно нема да заврши со брак, ја донесе Евгенија. Значи, незина желба беше да имаме дете и јас ја прашав, нели, тоа беше последно, дали ти се уште сакаш да имаме дете, и одговорот беше да, и така, нели, влеговме во тој брак и до сега функционираме по мене одлично. За секој брак, за секоја врска е важно да се остане почита колку може подолго и да се создава. Значи, ние создадовме семејство и сме доста ефикасни, се надополнуваме. Евгенија ми даваше поддршка во целиот период, јас имав многу тешки периоди, оправдано или неоправдано, по мене многу неоправдано, од таа желба да помагам на луѓето, да помагам на Македонија, на македонскиот народ. Имав многу реваншизми во животот и тоа жестоки, така да и она беше, се најде во една состојба во која имаше доста потешкоти. Меѓутоа, некако филозофски тие потешкоти ги пребродуваме, се трудиме да ги занемариме, да не ни одземаат премногу
време или премногу енергија за да можеме да одиме напред. И во цел овој период мислам дека ние одиме по една нагорна линија, што е целта, нели, на едно брак или на едно семејство. Со оглед на тоа дека навистина веќе сте семејство со 2 деца и еве бракот ви трае повеќе години, значи веќе може да кажеме дека ги демантирате сите оние кои што велат дека разликата во години е проблем за да се биде во брак. Ве допираат ли се уште некои такви коментари? А има злобни коментари, има многу злобни коментари, меѓутоа мислам дека ниту Евгенија, ниту јас не се замараме. Значи, битно е дали функционира тој брак. Дали ќе биде, има бракови каде што и жените се постари, повозрасни. Во денешно време, ако сакате да биде по некои норми кои ги наметна, верите ги наметна, ели, поглаварите на верските заедници, каде што сега ако бирате вие по возраст, по не знам, по верска определба, по национална определба, по не знам какви други критериуми, тогаш многу се стеснува кругот на избор на партнер. Така да, по мене, јас сум го кажал неколку пати, значи било која врска, брак, љубавен однос, не знам, било каква врска е добра ако во таа врска и двајцата напредуваат и се среќни. Ако едниот напредува, другиот е потиснат или едниот е среќен, другиот не, тогаш таа врска или брак или што да е ќе се растори, тоа не може да трае долго. Точно така. Сега, каков татко е професорот Марковски, со оглед на тоа дека навистина сме и живееме во едно турбулентно време на многу, како да кажам, голема експанзија на социјални медиуми, на многу големи промени. Како ги воспитувате вашите деца? Се обидувате ли да ги оттргнете од овие социјални медиуми кои што навистина земаат голем замах? Како ги воспитувате? Како се снаоѓате во улогата на татко? Чувството дека тешко дека ќе ги заштитиме децата е поразително. Сознанието дека тоа што следува, најверојатно, колку да сакаш да бидеш оптимиста, значи следува период каде што сите тие вредности за кои ние сме растеле или сме ги споделувале, дека тешко ќе се одржат, е поразително. Мислам дека сум грижлив татко, се грижиме за нив. Тоа што отстапуваме ние од другите семејства е дека Павле е веќе, нели, трето деление, 8,5 години. Тој најмногу половина сат или 2 пати по половина сат седнува на овие електронски медиуми, нели, на таблет или на телефон, воопшто нема. Ката е помала, меѓутоа исто, значи се трудиме и до сега успеваме и тука мислам дека и Евгенија придонесува, бидејќи она си игра со нив. Значи, ако родителот си наоѓа игри со децата да си играт, тие немаат потреба од вакви, нели, условно речено, олеснувачи на родителите, нели, уморен си дошол од работа, па седни го детето, бидејќи децата си имаат енергија, барат, нели, си имаат многу енергија, сакаат да викаат, да тропаат, да прават разни палавштини и најлесно е да го седнеш, нели, да му дадеш игрици, да му дадеш PlayStation и да тој период се премости. Меѓутоа во нашето семејство тоа се уште не е доминантно, односно е присутно минимум колку што еве па да не бидат децата ни, нели, да не бидат неписмени од тој аспект на овие електронски медиуми. Среќа е што имаме некаков камп, нели, она наједноставен, па доста преку летото доста сме на море, доста сме заедно со нив. Често одиме во Попрадиште, во планина, скоро секој ден знаеме да прошетаме до парк или понекогаш и до водно, така да ете тоа е од прилика тоа што
се случува. Меѓутоа, пак ќе речам, јас се фаќам самиот дека особено не можеме да ги заштитиме од преобемните наставни програми. Тоа што Преска го зборува за студентите, значи тоа ни се случува на најмалите деца, каде што се ставени програми кои децата и ние сме веројатно лидери во светот, каде што учиме работи кои никогаш нема да ги применат. Значи, таквото знаење е непотребно и за жал не наоѓаме ние возрастните. Возрастните сме одговорни секако да најдеме модел во кој на децата ќе им биде олеснато школото, да не бидат потиштени, да не бидат со вакви програми ја губат само довербата, бидејќи самото дете они добиваат сите петки, што е па уште полошо, нели има една урамнување на децата и тоа што не знае и тоа што знае сите завршуваат со петки, меѓутоа и самите знаат дека не ја совладале таа програма. И тоа ги прави несигурни понатаму во животот и потоа тие деца ќе пораснат и ќе бидат личности кои не се сигурни и знаењата кои ги примиле неприменливи, а имаат знаења или учеле или тие знаења кои не се во пракса не се употребуваат и ќе се заборават. Така да мислам дека тоа е клучниот проблем. Иако децата од мали се уште многу попаметни од нас, нели, со многу информации, меѓутоа таму кај што ги насочуваме, мислам дека сега како што стоиме, еве, мислам дека повеќето го споделувам истото, дека имаме проблем. Меѓутоа возрастниве не правиме ништо за да тоа го смениме. Нема книги како порано ние што имавме кога учевме со јасни, концизни лекции кои што навистина од еднаш, два пати кога ќе ги прочиташ, веднаш ја учиш лекцијата. Сега се многу, како да кажам, тие лекции опширни и толку нејасни дури и за нас самите кога ги прочитаме, а не пак за децата. Убаво го приметив тоа, сакам да искоментирам, значи до пред веројатно 20-30 години учебниците ги пишува експерти и се знаеше кој, нели, не знам, математика и имаше континуитет во учебниците, истиот професор или автор на учебникот од прво до четврто или од пето до осмо, значи тој знае во кој одделение што да учи. Сега имаме купишта на податоци многу често. Јас на мојата постара ќерка во 6-то одделение ми даде некоја лекција која не можеше да свати, која се однесуваше на инфектологијата. Кога јас како ја прочитав како специјалист инфектолог, јас не ја сватив лекцијата. Значи, они во 6-то одделение имаат цела медицина. Настрана тоа, кога убаво седнав да видам зошто јас не ја разбирам, сватив дека лекцијата имаше 3 дела, копи-пасте пресечено 3 различни извори, каде што у првиот дел, у вториот и у третиот се негира првиот, у третиот се негира вториот. Ме разбирате, спротивни мислења. Значи, тоа е поразително да учебници пишуваат кој ќе добие најефтин тендер и така натаму. Мора тука да се направи една концепција и по мене исто 9-летката е едно многу нестречно решение. Медицинскиот факултет, да речеме, стана веќе 6-6,5 години, специализациите 5-6-7 години. Значи, илјадници години ние тие деца ги губиме. Учат глупости, учат непотребни работи, уместо да го учат тоа што им треба и да речеме, ако ние 3-4 години порано добиеме лекар специјалист, па замислите сега колку се тоа години штета на државата. Сега сакам да ме навратам во вашето детство. Како беше вашето детство, кога вака сега од оваа дистанца ќе се присетите, што така ви доаѓа прво на ум? Какви сеќавања ви буди? Па тоа што ние живеевме во една средина, планинско село, релативно затворено. А немаше ни пристапен пат, имаше некој шумски пат. Така да ние како деца бевме пуштени, буквално сами 3-4 деца околу селото и сеќавам ние на наши 4-5 години, ние си роваревме околу селото, по ливади, па си имавме некој ред, нели, напроле, не знам, цвеќе се собира, па се бараат гнезда, па се, не знам, коприви, киселес, па потоа почнуваат, нели, овошки, па цреши, па јагоди, па се знаеше кај има јагоди, кај има малини. Така едно многу, како да кажам, безгрижно детство, каде што
имаше во селото школа до 5 оделение, па ние уште пред школската возраст одевме во школата, па ни дава имаше задруга, се грижеше уште во тоа време да има топол оброк, односно топол леп и топло млеко за секое дете, тоа за другата го даваше. И едно детство кое не знам, не се повторам, јутоа во исто време имавме многу обврски. Многу обврски како деца, секакви. Значи, помагање на нива, помагање дома, чување, јас го имам и во книгата напишано, на некои мои 5-6 години ми остава на сестра ми да чувам, нели, таа е 3 години, јас 6 години, чуваш дете дома сам, уште и ако треба и леп да печеш и не знам на граот вода да дотураш и огнот да го реди, значи многу обврски кои не правеа и понатаму се покажа дека се битни. И уште еден сегмент што ние како генерација го изгубивме, пренесувањето на искуство и начин на воспитување од генерација на луѓе кои ги сметавме, односно ни беа без современо образование. Да речеме, дури прашање дали знаеа и да пишуваат, меѓутоа има како начин на воспитување на деца и тоа ми останува дека ние од мали, од како разбираме, од 3 до 4 години ни беше постојано вметнувано. Ние сме мијаци, мијаците се најпаметни, другиве ништо не знаат, другиве се вакви, такви, онакви и милион примери давање, значи да се порасне први самодовербата. Или мене впечаток, да речеме, дедо ми ќе се случи, ќе направи дете некаква пакост, ние го викавме, нели, и кој ќе станат, нели, таткото и мајката да го караат детето, он ќе застане, ќе рече стоп. Дете двајца не може да караат. Едниот ќе го кара, другиот ќе го брани. Значи, имаше некаква филозофија на тоа воспитување, на некакви вредности кои се пренесува од генерација на генерација и се очувува. Кажете ми, кога одлучивте дека сакате да се занимавате со медицина, со инфектологија? Како одеше тој процес накусо вака? Па вака, со медицина, да, со медицина јас бев скроз одличен во гимназијата во Драчево и некако беше по инерција најјаките ученици додат на медицина. Генерално семејно, фамилиарно традиција ни беше градежништвото и најверојатно требаше да одам на градежи и на архитектура. Меѓутоа отидов на медицина. Сега од тоа време имаше други критериуми и на студирање, и на полагање, и на после завршување. Така да после завршување имаше многу лекари на бирото. Гледате, тогаш тој пасош нашиот југословенскиот важеше сегде. Меѓутоа никој, многу ретко одеа во странство. Останувавме. Беше вметнато дека државата треба да се сака и е нели патриотизмот. И бидејќи се водеше некаков ред под бирото, беше дозволено да редот не го губиш ако отидеш во некое помало место да работиш каде што нема доктор. Така да мојата прва работа беше во Македонска каменица, каде што работев негде година и пол. Потоа бев војска бевме буквално доктори, 24/7, нели? Бев во Силеград, држев 14 караули. И после тоа се вратив и веќе тој ред, нели, во бирото веќе дојдов меѓу првите и испадна конкурс и се запослив во брза помош. Таму работев брза помош, итна медицинска помош Скопје, таму работев 5 години. И понатаму сега веќе и изборот на специализација, односно многу лекари не добија специализација. Значи беше време каде што многу тешко се доаѓаше до специализација и не зависеше многу од волјата, туку од условите кои ќе се погодат. Мене лично мислам дека можеби ќе бев префрлен на хирургија и ми лежи, јас сум спортиста, ми лежат, имам осет хируршките гранки, меѓутоа бев преморен од секоја трета ноќ дежурства во итната медицинска помош и некако тој период хирургија беше на некаков преод каде што предходните години хирурзите дежура исто на трета ноќ, на четврта ноќ.
Така да, по инерција некако, отидов вамо каде што ќе биде нели помирно и на инфективно. Јако инфектологијата како наука или како болести си ја сакав. Јас се сеќавам многу пати кога бев во војска, кој имав слободно време, други книги не читав мислам од стручните ќе си земам инфектолог, бидејќи тоа ни требаше. Ние постојано имавме, нели, лекувавме и семејствата на офицерите, па ќе ти излезе рубеола, па ќе ти спадне варичела, па сега чекај како беше, што беше. Така да ете, тоа е тој па да бидам инфектолог. Кажете ми, Македонија се наоѓа во едно многу турбулентно време и имавме и локални избори. Како ја гледате Македонија во иднина? Бидејќи знам дека сте голем патриот. Има ли надеж нашата земја да биде подобра, да живееме во поубави услови, во она се што го заслужуваме како граѓани? Јас ќе исцитирам во моментот. Се сетив на еден наш пластичен хирург, Лефтер Манче од Канада. Бев председател на првиот се македонски конгрес и останавме пријатели. И кога ние нели постојано се жалевме, он рече: чекајте, вие знаете ли, јас бев пред 3 години, вие колку сте напред поедини во вие 3 години. Мислам дека сепак државата е создадена, дека овие 30 години сме држава, ги прележуваме веројатно детските болести, во многу работи кои претпоставувам дека и другите современи држави ги поминувале. Некако ни бега дека од нашиот видик дека проблемот не е само во Македонија. Целата околина, целата Европа, односно целото човештво има проблем. Тој еден така наречен наметнат глобализам, каде што тие ги диктираат промена на критериумите, каде што вредностите кои ги знаеме, нели, ги на некој начин ги омаловажуваат, ги смеваат, ги поддржуваат останатите работи кои не се добри, така да не е проблемот само во Македонија. Мислам дека во моментот сме навистина во сериозна шанса да влеземе во некоја трета светска војна, која најверојатно според моите претпоставки или не знам фантазии и така натаму, меѓутоа реално веројатно сме ние 9-та или 10-та цивилизација на оваа планета. Значи претходните 9 или 10 се уништиле сами. Така да навистина е и од друга страна зачудува инертноста која имаме од тоа што ни се случува во околината. Ние се однесуваме како ништо да не се случи. А јас се сеќавам, еве са пак ќе се навратиме, дека до некаде, јас сум роден 1958, значи до 69-та бевме во Потрадиште, значи некаде 20 години после Втората светска војна, секоја куќа во селото имаше некаков вид на земуници скопано, каде што се чува кромпири, се чуваше граф, се чуваше брашно, сол, шеќер и зејтин. И тие резерви се чуваа за резерви за 6 месеци, за 8 месеци, за година, бидејќи беа напатени од војната. Така да, кој ќе се дојде старост на брашното, ќе се јаде старото брашно, ќе се стави ново брашно. Има ли шанси? Па, ако остане, ние сме во тој влезени во тој круг, многу зависи од глобалните случувања, дали тие вредности што ние ги знаеме и што се исправни, што само така може да се опстане, ќе опстанат или ќе бидат потиснати од некакви нови вредности кои не признаваат ни нација, ни држава, ни човек веројатно и така натаму. Јас се надевам дека оптимиста сум дека ќе биде добро. Како држава мислам дека имаме капацитет, меѓутоа поразителни се многу фактори каде што ние како општество тонеме. Ние тонеме во сите системи. Не го спомнавме образование. Здравството последно, меѓутоа
и таму имаме многу сериозни проблеми, да не речам соцо, значи системи каде што ние мораме да правиме реформи чекор по чекор. Еден систем на здравство е граден 50 години тула по тула. Сега кога вие ќе го растурите, ви треба време тоа да се создаде. Загрижува анкетиве што се прават на падот на просекот на интелигенција кај нашиот народ, вредностите кои ги негуваме, така да навистина треба да дојдат луѓе кои ќе се фатат со работа, а не со пиар. На тоа и мислев, претпоставам дека не ги имаме вистинските луѓе на главните функции за да некако тргне работата, но да се надеваме дека ќе се сменат нешто. Па сега може би испаѓа демоден, меѓутоа факт е дека ние последните 30 години одевме со една негативна селекција, по мене наметната, не е нашата, тоа е измишлјотина нели од други некои сили кои ни кажуваат кои да бидат пратеници министри, па потоа истите викаат чекај се овие ваши венечинат. А они ги така да таа негативна селекција веќе дојде до таму да веќе мислам дека една апатија влезе кај народот и веќе не знам како ќе излеземе од тоа. Ајде да кажеме зборба за убава тема. Многу сакате музика. Имате препеано и нели стари македонски песни. Често пати знаете да поставите нешто на социјалните мрежи како пеете негде во некоја кафеана. Па кажете ми од каде толкова љубов кон музиката? Не знам, сакам да пеам, веројатно некаква дарба од дете, многу повеќе пеев. Цел живот сум пеел, меѓутоа храброста да тоа го запишам последните години, кога јас во еден тежок период се запрашав нели и смислата на животот и така натаму, каде што сватив дека еве и начин на живот е и запишан тонски нели запис. Пеев по хорови во основно во гимназија и потоа се периоди, потоа еден период, меѓутоа дома секогаш сум пеел. Многу сум ги сакал тие селски слави, па и свадбите селски, нели, кога биле празници, тоа биле 3 дена, Великден, не знам, Петровден, не знам, Божи, тоа цело село и така натаму, собири, играње и ме исполнува и многу често пеам. Важно е што, да, периоди се одредени и понекогаш некои песни, да, сакав да се зачуваат, што еве Димојце Кеајце, песната за таткото на Димитрија Чуповски, за убиството. Тој е многу битен настан. Димитрија Чуповски е многу битна личност во нашата историја, меѓутоа еве пак некако селективно некои личности ги маргинализираме. И таа песна се пееше во Попрадиште и фактички ја заборавивме. Не знам, ми останало околу црква сме ја пееле, надвела се Чесна гора. Тоа е исто по мене како задача ми беше, бидејќи една, не знам дали друга песна за Дева Марија, нели, во православието имало многу. Нели, до 10 век православието се грижало за религијата, меѓутоа потиснати беа. Така да некои од тие песни, некои емотивно ме врзуваат, не знам дали понатаму некоја што ете така, пак ќе снимам, сакам да пеам. Може ли некоја авторска песна да очекуваме да снимите во иднина? Да не е препеана народна? Не знам, може би ако ми дојде. Јас имам едни стихови, ги понудив на, меѓутоа некако од короната за една моја драга братучетка што почина и така ми беше, нели, поврзано. Напишав стихови и веројатно таа ќе се пее, кој ќе ја испее, ќе видиме, тоа треба да дојде. Зошто да не? Сакам да пеам, така да не гледам зошто да не пеам, иако има и таму има, нели, коментари зошто се пее и така натаму. Сакам и да спортувам исто така, спортувам многу спортови. Тоа е начин на живот, тоа е. Сега бидејќи веќе кај да е, нели, официјално ќе бидете пензионер, па како ќе го поминувате пензионерството? Како ќе ги минувате пензионерските денови? Имате ли нешто вака наум? Планови јас секогаш сум имал многу и секогаш многу идеи. Тоа што
понекогаш и мене ме зачудува и Евгенија многу пати се чуди мојата енергија. Значи јас постојано нешто работам. Јас не можам да седам, ако седам дома играм шах на компјутер или не знам нешто пишувам или така да сигурно ќе го исполнувам времето со нешто. Сигурно во овој период имам, мислам дека доволно песни напишано за нова збирка, треба да ги соберам нив. Треба да ги соберам колумните од периодот кога нели беше оној како да кажам, не кандидат, него во таа претседателска трка кога се вклучив, бев доста активен со доста анализи, колумни. Па добро и тие да ги соберам во една книга. Да видиме и пензијата колкава ќе биде, дали ќе можеме да обстануваме или ќе треба некаков додатен приход дополнителен. Мислам дека можеби ќе се вратам со пациенти да работам, да видиме. За мене несватливо да ајде еве колку да не сакат човек, меѓутоа да деканот на ННС кога се постави прашањето дали има законски можности да останам да предавам, сакам да предавам на децата, сакаат да им предавам, да ми се каже не, ние ќе си најдеме професор од Ниш или од Софија, од не знам каде, беше поразително за мене и ме боли. И не можам да сватам дали постои законска или човечка пречка да некому му се ускратува можноста да своето знаење, своето искуство го пренесува на помлади генерации и во ред би било кога тоа би го правил некој на соодветно исто ниво. Меѓутоа и тоа е дискутабилно. Меѓутоа воопшто да немаат предавање или да бидат ради реда, тоа за мене е недозволиво, така да можеби еве има доста и универзитети приватни или некакви други, болниците се отворени за соработка. Ќе видиме. Се надевам дека ќе ни известите, па да информираме, нели? И би сакала како за крај да го искористиме тоа, нели, што сте доктор, инфектолог, бидејќи следува период на многу вируси, на многу настинки, еве се вакцинираат луѓето од грип да се заштитат, па како да се заштитиме и како да се чуваме, нели, од оваа сезона на настинки вируси? Значи, тоа што треба секој, особено на некоја возраст над 35-40, можеби помлади е да се земаат доволно витамини и суплементи, бидејќи храната, на начинот на кој сега се храниме, има недостаток и на витамини и на минерали. Тоа е општо, нели, за подобрување на имунитетот и е неопходно, а во однос на грипот, да, октомври е месец кога треба да се вакцинираат особено ризичните групи. И јас се вакцинирам секоја година. Ризичните групи ги знаеме од бремени жени до возрастни над 65 години, сите хроничари. Значи грипот, ако го се разболи човек од овие ризични групи, шансата да умре е огромна. Така да тука нема друга заштита и таа вакцина е добра. По мене недостасува тоа што немаме тестови, бидејќи сега истите подтипови на вирусот на грип циркулираат. Можеби, еве, јас се прашувам, ако 5 години поред пријам вакцина, дали имам доволно титар на антитела, и такви тестови немаме да се провериме. Меѓутоа, луѓе што ја примаат вакцина нема да се разболат од грип и нема да добијат, нели, најчесто од грип умираат овие ризични групи, бидејќи не од самиот грип, туку ќе направат бактериска инфекција, пневмонија и така натаму. И за жал ги губиме тие луѓе. Така да тие две мерки се други вакцини, не гледам од овие акутни респираторни инфекции немаме. Генерално некои од нив се полесни вирусни инфекции, другите бактериските има параметри како да се разграничат, можат да се лекуваат со антибиотици. Така да генерално витамини, суплементи и вакцина за грип. Професор доктор Марковски, ви благодарам за денешниот разговор. Се надевам дека во некое следно интервју па ќе поразговараме за некои други теми.
Ви благодарам јас на поканата. Отворен сум за соработка, па можеме и на некоја тема по специјална или по специфична да поразговараме.